Поштовани со граѓани, во изминатите неколку денови на граѓаните на општина Кавадарци им беа доставени решенијата за обврската за плаќање на данокот на имот. Изненадувачки е фактот што даночната обврска за данокот на имот за 2018 година кај голем број на граѓани е зголемена неколкукратно во однос на минатата. Од една страна, ВМРО-ДПМН како политичка партија се залага за пониски даноци, а од друга страна, нивниот партиски подпредседател Митко Јанчев ги зголемува даночните обврски на граѓаните на општина Кавадарци. Ваквото зголемување на даночната обврска за данокот на имот за тековната 2018 година предизвика очекуван револт кај граѓаните на општина Кавадарци. Бидејќи даночните стапки не се променети, прашуваме на кој начин е извршено зголемување на даночната обврска за данокот на имот. Како граѓаните кои имаа иста површина на недвижен имот во минатата година плаќале помалку данок во однос на износот што му се наметнува за тековната 2018 година. Општина Кавадарци и градоначалникот се должни да ги одговорат овие прашања на граѓаните на општина Кавадарци. Кај дел од граѓаните се појавуваат и други проблеми во однос на ова прашање. Имено, направени се грешки во решенијата за данокот на имот. Кај одредени граѓани, во нивната даночна основа е вметнат имот кој не е во нивна сопственост. Поради непрецизно сработената работа на општина Кавадарци, овие граѓани се изложени на дополнителни административни трошоци за докажување на имотот кој тие го поседуваат. Од кога градоначалникот Митко Јанчев ги добива овие идеи за зголемувањето на обврската за данок на граѓаните на општина Кавадарци? Дали овие идеи доаѓаат од него самиот или од неговиот политички ментор Панчо Минов? Ги повикуваме надлежните институции во интерес на граѓаните на општина Кавадарци да ја испитаат законитоста на ова зголемување на данокот на имот од страна на градоначалникот Митко Јанчев.